Во новиот Audi A5 задржани се двете каросериски форми седан и караван и двете достапни во изведбата S. Мала забелешка за љубителите на класични седани дека сега A5 има 5 врати што го прави лифтбек по вокација. Со зголемување на должината од 67 мм во однос на неговиот претходник и 72 мм повеќе простор за нозете во задниот дел, A5 се позиционира во високата средна класа. Новата серија A5 ги носи првите мотори на пазарот со новата технологија на Audi Mild Hybrid Electric Vehicle Plus, што е 48 волтен благ хибриден систем со стартер генератор на менувачот и батерија од литиум железофосфат. Во понуда ќе има 4 мотори. Почетниот е бензински 2.0 TFSI со 150 конски сили, а има и негова верзија со 204 конски сили, кој опционално е достапен и со погон на сите тркала. Единствениот дизел во портфолиото е 2.0 TDI со 204 конски сили. Тој е стандардно опремен со новите благи хибридни компоненти и може да се нарача со погон од кватро како опција. Топ модел е S5 со погон на сите тркала со 367 конски сили и 3-литарски V6 бензински мотор. Новиот A5 треба да импресионира со својата динамика и агилност, но и со својата удобност. Стандардно има динамично подесено подвозје. Алтернативно достапна е спортската суспензија S стандардна кај Audi S5 со електронска контрола на амортизерите што допринесува каросеријата да биде поблиску до тлото за 20 мм. Во внатрешноста вклучени се нови дисплеи и тоа 11,9-инчниот виртуелен кокпит на Audi и 14,5-инчниот MMI панорамски дисплеј со заоблен дизајн насочен кон возачот. По примерот на братот Porsche, има и трет дисплеј пред со возачот. За аудиофилите, Audi нуди опционален премиум звучен систем Bang & Olufsen со 3D звук и звучници во потпирачите за глава. Според производителот, вкупно 20 звучници и 2 засилувачи со моќност од 810 вати обезбедуваат уникатно аудио искуство. Audi A5 и S5 ќе бидат лансирани во матичната земја и многу европски пазари месецов.